Почитувани медиуми, добар ден. Ве поздравувам во ова убаво пролетно утро. Со големо задоволство сакам да ви го представам победничкиот тим за Позитивна Македонија. Денеска сакаме да ги представиме представниците, носителите на листи на коалицијата за Позитивна Македонија. Ве уверувам дека коалицијата за Позитивна Македонија ја има веќе пратеничката група во македонскиот парламент. Изборна единица број 1. Носител на листа ќе бидам јас. Изборна единица број 2. Професор доктор Владо Бучковски, универзитетски професор, правен факултет УКИМ Скопје. Изборна единица број 3. Генерал Илија Николовски, генерал во пензија. Изборна единица број 4. Магистер Дане Јованов, магистер по винска микробиологија, директор винарија Стоби. Изборна единица број 5. Доцент доктор Игор Камбовски, универзитетски професор, правен факултет ФОН универзитет. Изборна единица број 6. Джевдет Халими, приватен стопанственик Јеловљане Боговиње. Почитувани медиуми, ние ја направивме нашата листа и од овој момент ги засукавме нашите ракави да направиме попросперитетна и позитивна Македонија. Во кампањата која предстои за една недела, ќе на сцената политичка ќе излеземе со сосема нов говор, растеретен од говорот на омраза, ќе понудиме позитивна дебата, креативна дебата за развојот на Македонија. Клучни се неколку прашања, а едно е најсилно. Да останеме овде, да ја градиме Македонија. Ве повикувам во сабота на 5 април во 19 часот во универзална сала да ја проследите нашата конвенција, од каде ќе испратиме силни позитивни пораки за една по-просперитетна Македонија и ќе ги представиме нашите листи комплетно во сите 6 изборни единици. Ви благодарам, повелете со прашања. Повели. Зошто немате носители во листите што се наборот Македонија? Ова е интересно прашање. На овие прашања ќе дадам простор да одговори носителот во изборната единица број 2, професорот Владо Бучковски. Повели, Владо. Нашата коалиција за Позитивна Македонија во духот на позитивизмот никогаш нема да биде негативна ако за тоа нема добра причина. Но во случајот со гласањето на диаспората и во нашата изборна програма е запишано, и тоа ќе го прокламираме, дека мора да престане ова папазјание. Срамот е за македонската диаспора што прави власта, и ВМРО, ДПМН и ДУИ. И не сакајќи да даваме легитимитет на злоупотребата на диаспората, ние нема да учествуваме на изборите во 7-та, 8-та и 9-та изборна единица. Повелете со други прашања. Чудови новини. За колку пат трчате на избори, кои се вашите проценки, колку пратеници ви осигурувате, што се конкуренција во изборите? Благодарам на прашањето. Коалицијата за Позитивна Македонија има концепт и економска програма за пратеничка група во парламентот. Значи, одговорот на прашањето е дека минимум 5, максимум според програмата. Ние, најважно за нас е дека имаме силна програма која кореспондира со потребата за решавање на крупните македонски проблеми. Сиромаштија, безперспективност, огромна невработеност и огромно иселување на македонските граѓани од Македонија. Го уништивме и го изедовме економскиот потенцијал на оваа земја. Ако нема луѓе во Македонија, залуднени си и економските програми. За кого ќе ги правиме тие програми, ако не останат луѓе? Тргаме од почетокот. Тргаме прво да ги задржиме македонските млади луѓе овде. На таа програма мислам дека доверба ќе ни даде комплетната македонска јавност без разлика од која вера, од која националност и од која друга определеност е. Заради тоа што сиромаштијата
и невработеноста не бира ниту по вера, ниту по националност. Затоа сметаме дека ја имаме програмата која на еден среден рок, не мора да е тоа на овие избори. На овие избори ќе направиме пратеничка група. Меѓутоа, на среден рок, на средните парламентарни избори, кои ќе се случат за 2 години од денеска, сигурно, Алијансата за позитивна Македонија ќе даде премиер. Благодарам. Идеме. Ви благодарам многу.